Благодарам, почитувана председател на комисијата. Денес имам извештај за работата на Народниот правобранител и не можам да не започнам со тоа што ќе потенцирам уште еднаш, ако и моите преходни колеги, дека ова во 2021 година на 8 февруари разгледуваме извештај за 2019 година, година во која што сме биле пратеници. И она што е многу симптоматично, да не употребам потежок збор, е тоа што извештајот на Народниот правобранител е изработен на 30 март 2020 година и истиот извештај е пристигнат во Собранието на Република Македонија на 6 април 2020. Овој пратенички состав започна да работи на 4 август, односно пред 6 месеци точно и неколку денови, и ние не успеавме во текот на 6 месеци да разгледаме извештај на Канцеларијата на Народниот правобранител од 2019 година, и потоа кога ќе слушнам дека опозицијата во Собранието ги кочела реформите, дека опозицијата во Собранието не ги прифаќала законите, дека опозицијата во Собранието со тоа што ќе дискутирала 2, 3 или 4 часа е кочничар на извештаите, навистина, освен еден благ осмех, не би можел ништо повеќе да додадам или да коментирам, затоа што колеги од мнозинството ќе се согласите дека извештајот изработен на 30 март 2020 година, а во оваа собрание е влезен на 6 април 2020 година. Од 4 август, од кога е овој пратенички состав, до денес ќе има поминато повеќе од 6 месеци и парламентарното мнозинство за 6 месеци не успеало да ја стави ова на дневен ред. Кој кочи, а кој не ја кочи работата, ќе ценат граѓаните на избори. Господјо Васка Байрамовска Мустафа, јас ќе започнам со, бидејќи имате дадено сеопфатен извештај, јас ќе започнам со организација и начинот на работа. Односно, за мене беше многу интересно да го разгледам кадровската состојба во вашата институција. Велите дека имате предвидено 155 работни места за извршување на работните должности, од кои до декември 2019 година, претпоставувам тоа е пресекот пред да се даде овој извештај, имате попомнато 90 работни места. И она кое што е индикативно кај мене, вие имате истакнато дека имате 26 раководители и 54 нераководители, односно на 80 вработени имате 24 шефа во рамки на вашата институција, што за мене малце неразбирливо да на 20 вработени има еден шеф. И препоставувам затоа голем дел од предметите не ги решавате секоја година навремено, а затоа понатаму. Не знам каква врска има етничкиот состав. Ја како што знам, ние сме граѓанска држава, во која што секој согласно државјанството има права и обврски, така што мислам дека тоа немало ни потреба да го изнесувате. Изразено во бројки, буџетот на Народниот правобранител по 3 извршени пренамени, че сте имале 3 пати пренамени, изнесува 83 милиона и 125 хиljadi денари, а механизмот на граѓанска контрола имате дополнителни 1 милион и 184 хиljadi денари.
Значи процентуално искажано, реализацијата на буџетот се одвивала на начин што 66% од буџетот на народниот правобранител сте го реализирале на плати и придонеси и социјално осигурување, и 31% за стоки и услуги, и 3% за капитални расходи. Не знам што подразбирате под капитални расходи во вашата институција, согласно природата на работа на јавното правобранителство. Не гледам што капитално правите, освен ако компјутерите како основни средства не ги внесувате во капитални инвестиции. 66% за плати и 31% за стоки и услуги. Тоа е поток кој што треба да го знае јавноста, а толку повеќе што имате со УНХЦР, кои што ни помагаат и сме им благодарни за тоа. Реализација на патни дневни трошоци, 100% имате реализација. Препоставувам дека тоа било во интерес на граѓаните и препоставувам дека тоа било во интерес на заинтересираните страни кои што барале правда во рамки на вашата институција. Договорни услуги сте имале 2.537.656 денари, од кои сте реализирале 2.168.754 денари, односно имате реализација 85,46%. И она што никогаш не ми е јасно, други тековни расходи 240.000 денари. Ова ви го апострофирам, бидејќи ова сепак се меѓународни пари, ова се пари на други даночни обврзици кои што не се граѓани на Република Македонија, и едноставно да бидете внимателни. А од друга страна морам да бидам до крај искрен и да кажам дека извештај што се надевам дека овакви извештаи ќе прават и другите институции во државата, иако не се согласувам со тоа да секој двајца вработени има по еден шеф. Сепак сте биле доблесни и тие работи, како што сте ги прикажале во извештајот кој што е наменет до собранието. Пред да поминам на она писмо кое што е испратено во собранието на 6 април, се извинувам, јас не знам зошто тука не е присутен и новиот директор, како да кажам, правобранител, главен правобранител во вашата институција, господинот Насер Зибери. Мене ми е жал што сме сведоци во оваа држава дека од 2002 година па наваму дека практично оваа институција е на некој начин ВПШ или ваша последна шанса, каде што определени личности, независно од кој кампус доаѓаат и независно на нивното име и презиме, дека оние луѓе кои што народот се крсти во нив, кои што треба да го заштитат во клучни моменти, во многу сфери, се обично луѓе кои што претходно се занимавале активно со политика, и тоа се луѓе кои што директно застапувале и продуцирале политички ставови кои што биле наменети за определени целни групи. Исти тие политички ставови имале и своји антагонизми во рамки на политичките кампањи. И сега мислам дека слободно можел господинот Зибери да дојде во собранието, тој има искуство од собранието, тој е почитуван во неговата фела. Едноставно нема потреба да пред јавноста ја замајуваме со тоа дека дали преходниот, дали сегашниот имаат било каква нишка на независност, че комотно може да се продолжи со представување на обвинителството, независно дали е Зибери или е неговиот преходник во рамки на правобранителството, бидејќи знаеме дека мантрата која што владее во Македонија, си во политика некое време и потоа одиш да бидеш народен правобранител, продолжува. И повторно ќе кажам, независно дали се работи за определена структура или политичка партија, мислам дека тоа не му носи добро на народот и мислам дека тоа практично она кое што
го покажуваат сите мерења е дека граѓаните едноставно немаат доверба во институциите и мислам дека посебно за вас колеги од парламентарното мнозинство, долевајќи му на оганот бензин со поставување на вака кадри, едноставно колку и да сакате да бидете објективен, секогаш онаа политичка нишка која што и за преходникот и за сегашниот главен правобранител си ја имаат. Едноставно народот го знае тоа, ние го знаеме тоа и не знам, мислам дека не се движиме во вистинска насока. Исто така, од извештајот, како што пишува самиот тој, господинот Мемети вели дека во Собранието на Република Македонија го разгледува на седница на која задолжително присуствуваат и членови на владата на Македонија, односно незини представници. На владата. На владата, председател ќе да, присуствуваат владини представници на Собранието. Во нашиот случај такви немаме представници. Секоја почит за вас, вие сте заменик народен правобранител, но ставот 1 вели дека задолжително присуствуваат членови на владата на Македонија, односно нејзини представници. Ние за жал немаме представник од владата на оваа тема, бидејќи тие сметаат дека оваа работа е помината, завршена, дека опозицијата ќе зборува, ќе беседи во Собранието, ќе поминат неколку часови и тоа ќе оди на пленарна и таму ќе има неколку часови, извештајот ќе помине, па ќе дојде другиот извештај за месец-два и така ние ќе се вртиме во кругче, народот ќе не гледа и ќе ни се чуди на умот, ќе ни се чуди како го убедуваме дека имаме независно правобранителство, како имаме независно обвинителство и затоа ќе има нула доверба во институциите на државата, за што е одговорно парламентарното мнозинство и оваа влада. Владата на Македонија се вели дека на секои 6 месеци го информира Собранието за спроведување на препораките. Че ние на 6 месеци треба да имаме информација од владата за спроведување на препораките. А ние еднаш во 6 месеци разгледуваме извештај од 2019 година. Дали вие, господиот заменик народен правобранител, се согласувате со тој став? Согласно член 3, 2 пати треба да сме информирани како пратеници, а ние еве прв пат после 6 месеци гледаме извештај бајат 2 години. Потоа вели дека Собранието ќе утврди мерки за спроведување на општи препораки кои ќе бидат доставени до владата за надлежно постапување и од тоа немаме ништо за жал. Сакам да се осврнам и на околу извештајот и на неколку работи кои што господинот преходно ги имаше наведено. Значи, господинот Тичет Мемити се заснова на 3 столба и вели дека представките се извинувам, од областите за социјала, здравство и правата на детето во тековната 2019 година се влошени. Вели дека е неспорен впечатокот дека и натаму најмногу поплаки има за работата на извршителите. Значи, ние имаме 3 столба: социјала, здравство и човекови права со нагласок на правата на децата, во кој што работата не оди на полошо ниво. Така вели до вчерашниот правобранител, господинот Меджити. И сега се повторно го поставувам прашањето апропо првата теза. Ако ние гледаме извештај, сме виделе ово извештај, например, во август месец. Еве, нека не биде, и не сте вие за тоа виновна, се разбира, зборам за мнозинството. Ако сме го виделе во месец август, и кога сме виделе што Тичет Мемети вели, човек кој што е 16-17 години таму, на своето последно писмо како народен правобранител ни посочува 3-4 столба кои што мора да ги реформираме, дали можеби ние за овие 6 месеци ќе сме донеле некој закон со кој што ќе сме подобреле некоја целна група? Да. Зошто, колеги, не е ставен извештајот до сега? Не знаеме,
ама знаеме дека опозицијата е таа која што ги кочи законите во собранието, иако од август до нова година сме рекордер во Европа, за 6 месеци 250 закони поминале во ова собрание и вака полека со бројки и аргументи мораме да ги разбиеме некои предрасуди. Новиот закон за социјална заштита на одредена категорија на граѓани се вели дека наместо да им ги напреди правата, напротив, им дополнително им создава главоболки, па заради неажурното работење на центрите за социјална работа во поглед на преведувањето и усогласувањето на правата од социјалната заштита, голем број од нив останаа без заштита од повисоките инстанции и со тоа без социјална помош, иако тоа им е единствениот извор за живење. Ова го вели Изет Меджити. Така е, се извинувам, колега. Мемети. Колеги, многу пишуваме, многу зборуваме, ама ништо суштинско не правиме, бидејќи дискриминацијата по сите основи, но посебно мобингот, и натаму е присутна во општеството, а правата од работен однос се прекршува, особено во Министерството за внатрешни работи, каде се бележат поплаки од граѓани за незаконски прераспределувања. Ова е од Народниот правобранител. Намерно се осврнав на ова писмо, колеги, од мнозинството, затоа што кога ние овдека ви зборуваме, тоа за вас е политика, тоа за вас е опозиција, тоа за вас е деструкција, тоа за вас е атакување на вистината, тоа за вас се лажни вести и намерно ви го зборувам Иџет Мемети, препоставувам дека ова писмо е еден сублимат кој што го има направено после неговата долгогодишна работа во рамки на Народното правобранителство. Една добра работа нема кажано, напротив, кажува дека секој столб од општеството ни е проблематичен, секаде треба да има подобрувања. Има препораки за правата на детето. Ние тие права често пати ги прилипуваме, бидејќи нели секогаш има поголеми поддржавни работи од иднината на државата. Па се вели дека треба да се преземат мерки за измена и дополнување на законот за семејство заради јасно, концизно уредување на правото на детето за остварување непречени контакти со двајцата родители на постојана основа, имајќи го во предвид најдобриот интерес на детето, утврдување на надлежностите и мерките за секој од инволвираните органи го возможува и така натаму, и вели да се изнеде соодветно решение со цел секое дете непречено да може да го оствари правото на образование. И наместо ние се занимаваме у последниот период со оваа препорака на Народниот правобранител, ние се занимаваме со продажба на удели во големи енергетски компании. Онаму каде што правобранителот вика немојте да го правите ова спротивно на интересите на народот, или како што вели тој точно, спротивно на имотните интереси на Република Македонија, ние тоа се правиме дека не го гледаме, ама онаму каде што истиот народен правобранител ни зборува за правата на децата, за маргинализираните групи, колешката Јатифе зборуваше за ромите, тоа ние ќе се правиме дека не го гледаме, дека не постои. Зошто? Затоа што таму нема милиони и никој нема ќар да го прави тоа. Затоа Јатифе не се занимаваат многу со колку бездомници има роми во државата, бидејќи од тоа се нема ќар. Ние се занимаваме со гама. Онаа тема која што ја зборував на оваа комисија неколку пати, а тоа се работните односи. Неколку пати ви кажувам дека сте многу осветољубиви и дека многу бркате од работа. Истото ви го кажал и Народниот правобранител, каде што вели дека за повреда на правата од оваа област, се мисли на работните односи, најголемиот број се однесуваат на правата и постапките за вработување, исплата на плати, за распоредувања, унапредувања и врвот е престанок на работниот однос. И кога дискутиравме пред неколку недели овдека
и на пленарна, еве го што ви вели народниот правобранител за карактерот на вашето владење во Република Македонија. Понатаму, она што го загатна преходниот дискутант, се вели дека во постапките за вработување при изборот на кандидати подносителите укажуваат дека на објавените огласи најчесто не се бираат најдобрите кандидати, односно кандидатите со најдобри компетенции, а работодавачите со своите одговори се повикуваа на дискреционото право на избор. Дискреционо право на избор е кој ќе го дадат списокот од партија и тоа е оче наш за функционерот, друго ништо не е важно, оние кои што знаат, оние кои што умеат, оние кои што имаат компетенции, оние кои што имаат желба за компетитивност, ќе седат дома и ќе имаат компетитивност во некоја западноевропска држава или некоја држава од северноамериканскиот континент, таму ќе ја вложат својата креативност и компетитивност, а овдека ќе не остават сите нас да бидеме општество на медиокритети, општество во кое што не се почитува квалитетот, образованието, стручноста, искуството и честноста. Понатаму, правобранителот вели дека во текот на извештајната година во врска со представки во кои подносителите укажуваа на повреда на правата при спроведување на дисциплинска постапка, тоа ви е омилен чекор пред некого да го избркате од администрација, како поспецифичен предмет кој беше и високо јавно експониран беше случајот на инспектор, раководител Делениот за високо образование, Државниот просветен инспекторат, за кој народниот правобранител во текот на постапката превзема повеќе дејства кон надлежни државни органи. Народниот правобранител забележува дека институциите кон кои интервенираше благовремено доставија допис известување, но истите не ги содржаа суштинските елементи во врска со барани информации за предметот. При тоа, народниот правобранител по превземените мерки и действија утврди одредени недоследности, односно неправилности како во делот на дисциплинската постапка, така и во делот на постапката по завршување на инспекцијскиот надзор, за што укажувањето беше да се отстранат тие констатирани повреди. Ова е делот со оној човек кој што на македонската јавност јасно, гласно и транспарентно и кажуваше кој од нас политичарите, односно кој од вас, од власта, политичарите купил диплома, на кој начин ја купил таа диплома, како станал професор и тоа народниот правобранител претпоставувам дека овој случај го дава, бидејќи ни е повеќе познат, а такви случаи, господа, имате многу, каде што дисциплинските постапки ги применувате како да е нешто нормално, при тоа не водејќи грижа дали или колку некого му правите мобинг на своето работно место. И еве, човекот кој што го поддржувавте многу јасно и гласно и кристално ви ги посочува овие проблеми. Потоа имаме мерка за заекнување на професионализмот и спречувањето на комитетот на администрацијата, во која што се вели, еве да не го читам цел пасос, дека администрацијата е тотално распашана, тоа е страна 48, колешке, каде што се вели дека за исти случаи различно се постапува, во зависност од соодносот дали оној на кој што му се води дисциплинската или не се во иста партиска припадност со тој што е шефот. Констатира дека работодавачите натаму се повикуваат на дискреционото право при избор на кандидати за вработување, но начинот на практикување на ова право не секогаш резултира со избор на основните кандидати и вели да се земат мерки за доследно почитување на законските одредби како во случаите на спроведување на работното место. Тоа е околу вработувањето. Понатаму имаме еден пасус посветен, сакам еден дел да го истакнам, дека имаме, вели дека најголемиот број на представки во однос на повреди на правата од работен однос, односно вршење на вознемирување, мобинг на работно место, беа поради политички
или статусен основ, што покажува дека нема значителни промени во однос на професионализацијата на јавната администрација, која во голем дел е исполитизирана, што меѓу другото е поттикнато од несоодветниот кадар кој се поставува да менаџира со јавните служби и установи, а воедно и поради нецелосната заложба за воспоставување на професионална јавна администрација. Значи, Изет Меджити, почитувани од мнозинството, ви вели дека најголемиот број представки за мобинг на работно место беа поради политички или статусен основ. Ете. Суштината е таа, колега, а суштината е дека ако не си од владеачката партија, ти си дискриминиран, имаш мобинг и меѓути тоа многу добро, многу сликовито го објаснува во овој извештај. Којшке читам што не напишал. Читам. Да. Да. Имаме препораки измена на закон заштита од вознемирување на работно место, пред се со прецизирање кое лице може да се јави во својство на посредник во постапката во рок за поднесување на барање на водењето на постапка за поднесување на улога. Дајте овакви закони да видиме што може да донесеме, бидејќи сметам дека се добронамерно искажани и пак ќе ви кажам, наместо да седите овдека и да носиме закони како да му даеме на некој 35 милиона евра у кеш за време на пандемија, дајте да донесеме некој закон на кој што на некого ќе му помогнеме. Новото милен дел е правосудството, бидејќи во годишниот извештај така има едно поприлично материјал напишано за нашето правосудство, каде што пишува дека е на реченица само управното судство е нефункционално. Нефункционално и драго ми е што согласувате, ама вашиот Чичаковски, што беше од ДИК председателот, така беше? Така. Социјалдемократот Чичаковски од ДИК, во кој што мораше да се појави американскиот амбасадор да ни каже колку многу си делеле меѓу себе, па си дадоа колективна оставка. Почекавте малце да се заборави делото со него и го ставивте во управен суд. Не ја. Вие го ставивте. Така да се согласувам што се согласувате дека определени судови систематски ги уништуваме во оваа држава. Име не спомнав ја. Понатаму. При донесување на Председател, извинете вака, пошто гледам се поднесувате на... Јас и не спомнав на некој? Ама ја можам да гледам кај сакам, ако некој се поистоветува со Чичаковски и што го ставиле во управен, тоа е си ја ишка мувата, ме разбирате. Сега, како да ви кажам, ве молам, немојте да подлегнувате на инсинуации, бидејќи јас многу коректно дискутирам и имиња не спомнувам, освен името на правообранителот. Значи, освен правообранителот, кој што му го читам извештајот, кој што навистина има елементи кои што, ако ги погледнеме со добра мисла и со добра намера, можеме да допринесеме кон развој на правата на определени целни групи, како и определени подобрување на законски решенија. Вели дека претпоставките од областа на правосудството и оваа извештајна година дека беа најбројни, а најчесто поради долгото траење на постапките пред управниот суд, првостепените, второстепените судови и јавното обвинителство, Судскиот совет на државата, како и постапките за заштита на правата на судење. Значи, вели дека граѓаните не може да дојдат на ред, делата им застаруваат, тие дела што застаруваат, некој таму можеби кој што бил во право губи и губи доверба потоа во институциите, да не се повторувам. А зошто е тоа така? Денеска имаме рочиште, во кое што имаме јавно признание на вработена
со име и презиме, работела во транспорт и врски и вели дека по налог на поранешниот генерален секретар на владата Драги Рашковски, обвинителот Бурим Рустеми и раководителот на државното правообранителство била викната и било кажано дека мора така и така да напише во извештајот дека за тоа и тоа дело на СЈО имало штета, а не како што напишала немало штета, бидејќи вие од правообранителството и обвинителот рекле дека ако остане тој извештај на господја, кој што има днеска сведочење под заклетва, ако не го фалсификува тоа, дека ќе лета од работа. И кажу таму кои министри се јавил денеска на суд, за тоа не застаруваат предметите, затоа што овдека во ова општество, јавното обвинителство, политиката, правообранителството и судот се во колизија да му слугуваат на оној кој што почна да ги прави судските реформи до моментот кога ги анулираше судските предмети и потоа го остави судството на дереđe како што го остави. И гледам дека не сте информирана, господјо заменик правобранител, проверете, бидејќи тој е ваш раководител од оние шефовите 26, што преска ви ги посочив на Скопското правобранителство, каде што на женичкава ја викнале, да, денеска имаше сведочење, ги гледате на суд, на Вести вечер. Зголемен е и бројот на преставки кои се однесуваат на постапките кои се водат пред Судскиот совет на Република Македонија поради недобивање на навремени и недоволно образложени одговори од страна на Советот. Граѓаните и натаму во поднесените преставки во однос на работењето на судовите и конкретни судии наведуваат дека судски одлуки се донесуваат пристрасно, селективно, поради политичка мотивираност и други облици на влијание, а не стручно и професионално согласно позитивни законски одредби. Значи, господјо заменик правобранител, пак ќе ви повторам што кажал до вчерашниот главен правобранител, вели дека граѓаните и натаму во поднесените представки во однос на работењето на судовите и конкретни судии наведуваат дека судски одлуки се донесуваат пристрасно, селективно, поради политичка мотивираност и други облици на влијание. Ова го вели народниот правобранител. Народниот правобранител ни го отсликува судството во државата. Јас навистина ќе потрошам повеќе време со цел голем дел од јавноста да се запознае со извештаите на господинот народен правобранител, кои што според мене се многу објективни. Последен извештај му е после 16 години и навистина вака, да не исполне дека и тој е член на опозицијата, но навистина му дава на нашето општество една објективност и треба сериозно да се запрашаме во кој правец се движиме, во иднина ќе се движиме. Понатаму има конкретни примери, кои што не би сакал да одземам до толку од времето, да ги читам, затоа што навистина може да се зграниме какви се случаеви не минат во јавноста. И пред да завршам со правосудството, го, од сите, од цел графикон на примени представки по области, го, правосудството. Правосудството ни е вака на ниво број 1. Имав уште еден дел. Господине Минов, не ве прекинов. Беше околу бројките. Во 2019 вели дека е зголемен и бројот на препоставките што се однесуваат на ненавремено одлучување по барање за заштита на правото на судење во разумен рок, што согласно член 35 од Законот за судови е во исклучива надлежност на Врховниот суд на Република Македонија, значи покрај сите други судови кои што ги спомна, тука го спомења и Врховниот суд во државата. Сакав да полемизираме малку и околу средствата, односно стручноста на луѓето кои се вработени кај вас, вашата институција, но сепак ќе мора навистина тоа да го оставам за пленарна седница. Со еден збор кажано, да резимираме, прво не е фер што чекаме 6 месеци еден извештај да го ставиме на комисија, дека не е опозицијата таа која што кочи, туку имаме неодговорна власт.
на 6 април 2020 ова стигнато во собрание, а ние сме пратеници од 4 август. И сега го ставаме, тоа не е во ред. Јасно отсликување на правосудството во државата, јасно отсликување на политичката подобност или неподобност во вршење на професионалните задачи во администрацијата, јасно ви кажува како се бркаат луѓе од работа, како им се прават дисциплински на луѓе од работа, како се местат судски пресуди, како политичко влијание имаме ки судовите, како политичко влијание имаме ки обвинителството, и овој пример беше за ке вас какво политичко влијание имаме кај правообвинителството. Со еден збор, јавниот обвинител, на кој што му заврши мандатот, во 100 страни ја отсликал целокупната реалност во ова општество, реалност која што е загрижувачка, реалност која што воопшто не е розева, реалност на која што ако не поработиме и ако не си ги чукнеме главите овдека, и ако не гледаме како добро да направиме нешто на граѓаните, што добро ќе оставиме позади нас, ќе имаме како општество многу сериозни проблеми и ќе имаме се помалку и помалку млади и способни луѓе кои што ќе сакаат да работат во Македонија, како што впрочем заклучува и самиот јавен правобранител. Благодарам.